Многу сириски бегалци кои побегнаа за Турција изгубија повеќе од нивните домови и нивната држава. 18-годишниот Семир, кој сакаше да го кажеме само неговото име, ги изгубил своите родители и 4 браќа и сестри во граѓанската војна. Останал без нозе, но има надеж дека повторно ќе проводи. Многу ми помогнаа за се, фала му на Бога. Се е во ред. Трениравме на екстремитетите. Ако има напредок, ќе добијам нова протеза, па ќе почнам да одам, чекор по чекор. Центарот за ортопедија и протетики Истанбул е основан од Фондацијата за хуманитарна помош на Турција, како дел од Меѓународната асоциација на лекари. Се користи најсовремена технологија под надзорот на доктор Јашар Татар. Во Сирија има многу ампутирани екстремитети. Изгорениците предизвикани од бомби представуваат големи предизвици. Услуживме околу 2045 лица кои имаат ампутирани екстремитети и направивме речиси 4000 протетски екстремитети. Ова е огромен број. Малку центри во светот можат да направат толку многу протези за кратко време. Земјотресите во февруари во Турција и Сирија, во кои многумина загинаа, ја зголемија работата на центарот. Многу луѓе ги изгубија екстремитетите. Во Турција има повеќе од 3 милиони сириски бегалци, заедно со голем број на ирачани и афганистанци. Чувството против бегалците расте. Тоа е видливо на графитите. Toplumsal olarak şimdi çok sayıda mülteci... Обштествените проблеми може да произлезат од пристигнувањето на голем број бегалци. Нова се додаваат и неодамнешните економски проблеми на Турција. Згора на ова, на изборите некои политичари особено го покренаа прашањето за бегалците. За време на председателските избори во мај, противниците на председателот Реджеп Тајип Ердоган ветуваа дека ќе ги вратат милионите сириски бегалци. Аналитичарите велат дека победата на Ердоган доаѓа како олеснување не само за бегалците, туку и за Европската унија, која и плаќа на Турција за да прими бегалци. На европејците веројатно им олесна кога Ердоган беше реизбран, бидејќи тоа значи дека договорот за бегалците ќе остане недопрен, кој е многу важен за европските лидери. Но Ердоган, веројатно имајќи го предвид стравот на турската јавност поради бегалците, сега ветува дека ќе ја засели изградбата на домови во сириските области надвор од контролата на Дамаск, за да го олесни враќањето на милионите сирици. Колку мина ќе ја прифатат оваа понуда? Останува да се види.